Интимна фотографија од партнерот или партнерката испратена онлайн, колку е приватна работа и дали останува меѓу тебе и неа, односно него? Ајде да ги прашаме граѓаните каков е нивниот став по ова прашање. Колку е безбедно да се испраќаат интимни фотографии? Според мене воопшто не е безбедно, баш напротив, тоа треба да се избегнува и такви фотографии да не се испраќаат. Не е безбедно ич? Па не е воопшто безбедно, според мене. Мислам дека е голем ризик за самиот себе и за тие околу што ги добие сликите, може да ги препратат на други и така. Кој повеќе страда ако интимна фотографија излезе во јавноста, жените или мажите и на кој начин? Двете страни подеднакво. Па секој за жените, 90% се жените, жените сради фамилијата. Нивната фамилија, сите околу. Искрено и двајцата страдаат, ама мислам дека поише жените поради тоа што има некој машки што не име до толку гајле, како би рекол, а на жените им е тен поише гајле, ама секако двајцата страдаат, пак се интимни фотографии и лошо е општо. Дали ваквото испраќање е модерната форма на доверба денес? Например, му испраќаш на партнерот и на тој начин му ја покажуваш довербата дека му веруваш дека нема ништо да направи со твоите фотографии или видеа. Што мислиш на оваа тема? На некој начин станува тренд, но сметам дека е апсолутно погрешно. И треба да се избегнува, да не се прави тоа, особено младата популација и особено децата кои што се малолетни. Сметам дека не се свесни во каква опасност се впуштаат со тоа што го прават и што дозволуваат такви фотографии воопшто да има од нив во јавноста. Нема шанси. Не, тоа е само, не знам, за мене илузија, глупост, не знам како да кажам. Не би го оправдувал во никој случај. Па искрено, според мене, мислам дека тоа е само една глупост. Ако дечкото или девојката ти бара такви слики, тоа што одма треба да го оставиш, пошто тоа е злоупотребување, според мене. Јавна соба. Во 2020 година на Македонија и се случи случајот Јавна соба. Беше направена група на платформата Telegram, каде освен слики и видеоклипови, во групата се споделувале имиња, презимиња од девојчиња и жени, телефонски броеви, профили на Instagram и Facebook, на кои може да се најдат градот и населбата во кои тие живеат. Жртвите беа жени и девојки, а сторителите беа мажи. За жал, казнувањето на сторителите беше несоодветно и спора. Но треба да знаете дека испраќање или споделување интимни фотографии без согласност е кривично дело во Македонија. Со усвојување на измените и дополнување на кривичниот законник се донесе ново кривично дело од член 152а. Злоупотреба на туѓа снимка, фотографија, аудиозапис или спис со сексуално експлицитна содржина, односно неовластено споделување, заканување и манипулирање со интимни содржини е кривично дело, што е многу фино правно објаснување за нешто што реално значи. Не прави глупости со туѓа приватност, не си режисер на туѓиот срам. Затоа, дечки, љубов со доверба и во онлайн светот, затоа што интернетот не заборава. Само некогаш може би чека подобар момент да те посрамоти.